Прво, тоа е транспарентноста на новата влада, во која што викаме дека за разлика од порано е повеќе зголемена. Имаме поголема транспарентност по однос, особено она што граѓаните ги интересира за тоа како се трошат државните пари, што порано беше сметано како строга државна тајна. Зголемена транспарентноста по однос на отчет на министрите и другите функционери со присуство со медиумите. Понатаму пристапот до информација е многу олеснет и се бара исто осуда на секаков вид знаци на уцени на новинарите, она што редовно ни се случуваше порано. Ваквиот вид на транспарентно владење, од друга страна, во јавноста креира и прилично критички однос кон сите настојувања, кон целата работа на владата, како по однос на владење на правото, по однос на корупцијата, она што порано, да речеме, чекајќи 10 години, веќе почна повеќе да се отвара кон јавноста. Последните оние анализи по однос на нивото на корупција зборува дека немаме некој значително подобрување во овој аспект. Тоа пред се должи и на 10-годишното толерирање на корупцијата. Знаеме дека се водат десетици случаи на високо ниво на корупција, меѓутоа нема неказнивост, значи се уште немаме осуда, се уште нема неказнивост и она политика на неказнивост придонесува да нивото на корупција остане исто или можеби се влошува. За оваквата состојба и подигнатото ниво на критичност, значи придонесуваат и закочените реформи во правосудството. Последно време гледаме дека веќе се донесени некои стратегии, како и судскиот совет, значи истите кадровски решенија кои што ги имавме од судскиот совет во Врховниот суд, кои што се сметаат исто за кочничари или за блокирање на реформите во судството, кои што иако беа посочени како едни од приоритетните цели на новата влада која дојде, еве после година дена ние се уште немаме некои позначајни реформи на овој план. Во првите 3 месеци имавме и блокада на собранието, бидејќи тие реформи требаше се донесат со двотретинско мнозинство, знаевме дека опозицијата беше отсутна, така да за тој застој значи придонесува и ова некохерентноста или несоработката и на опозицијата во овој аспект. Кадровската политика на владата беше и се уште во предмет на голема критика на јавноста, на што се посебно на квалитетот на кадрите кои се поставуваат на одредени високи позиции. Многу кадри од претходната власт се уште се наоѓаат на високи места во државната хиерархија, што од друга страна создава демотивација и сомнежи за демократската јавност, за искреноста и намерите на новата власт дека ќе имаме професионализација на државната администрација.